Кризата може да приключи още до година, през 2023-та. Такива поне са очакванията и прогнозите на македонски анализатори. Николай Кръстев разговаря с банкера Синиша Наумовски, представител на Народната банка на Северна Македония и ръководител на неправителствения институт за бизнес и мениджмънт. Господин Наумовски, как гледате на българо-македонските бизнес отношения? Најнапред, кога поставуваме прашање за бизнес, или кога ме прашувате како гледам на бизнес односите, се гледа дека има напредок. Зошто дека има напредок? Бидејќи 20-та година на едно гостување, кога повторно бев на една од националните телевизии во Софија, актуелни теми беа историските теми, проблемите со историчарите, историјата на назад, кој како и каква улога имал во, не знам, предходните втората, првата светска војна и сето тоа. И тогаш, и сега говорам, кога ќе ја ставиме економијата пред се, на прво место, тогаш веќе сме ги придвижиле работите. Мислам дека во 21 век, каде имаме една нова милениумска генерација на млади деца и бугари и македонци, е многу ирелевантно да зборуваме за историски теми. И затоа мислам дека и самото ваше прво прашање одговара или е во тек на напредок на односите. Јас сум убеден дека тоа е единствениот начин на приближување. Ние не смееме да заборавиме дека Бугарија е призна прва тогашна Република Македонија. Не смееме да заборавиме дека Бугарија во целост стоеше за сите проблеми кои ги имаше мојата држава во текот на овие 30 години назад. И најважно, не смееме да заборавиме дека Бугарија беше комплетно зад интегрирањето и поддршката за решавање на спорот со Република Грција и интегрирањето во НАТО. Сега, да, постојат и одредени проблеми, недоразбирање и мислам дека ако ја оставиме емоцијата на страна и се почувствуваме сите како секој своето го чувствува, тогаш мислам дека ќе се придвижиме. А за тоа помагател ќе биде економијата. Поминавме пандемиска криза. 20-та година ние како држава поминавме многу лош период. Северна Македонија беше во рецесија. Претпоставам дека Бугарија беше на исто ниво, некаде -5. После тоа ја дочекавме 21 година. 21 година беше исто така непредвидлива во однос на одредени шокови. Ние имавме избори локални, вие имавте неколку пати избори. Сето тоа го отежнуваше периодот на стабилизација на економијата. Еве најпосле, после тие циклични промени, каде што можевме да ги предвидиме ризиците, се појавува еден нормален период и кај вас, и кај нас. Од моје гледиште, јас чувствувам дека имате стабилна влада, која што може да испорача економски резултати, економска влада, ајде ако сакате, нова влада. Мислам дека и кај нас е истото и може би е период на гајање на оптимизам во преку економијата да ги приближиме нашите различни ставови. Различни ставови, кога велам, може би во некои историски емотивни теми. Господин Наумовски, в последно време много се говори за създаването на газопровода между Петрич и Струмица. Какво значение той би имал за енергийното свързване между България и Северна Македония? Да, тоа е еден добар пример кој што колку што сум информиран се движи во правилна насока. Гасоводот меѓу Петрич и Струмица е еден од најуспешните проекти, да речем, во тој регион, и тоа треба да биде пример за уште позасилена соработка освен во енергетиката и во земјоделството. Не знам дали сте во тек, ние размислуваме како земја, сега тоа се уште е процес на административни пречки да станеме една од најголемите извозници на Балканот во областа на медицински канабис. Тоа би го зголемило 25 до 30% бруто домашниот производ во извоз. Зошто да не го правиме заедно? Зошто да не соработуваме? Вие имате одлична медицина, имате одлични медицински факултети, зошто тука да не соработуваме? Имаме ние апликанти од западноевропските земји, па и на источните земји, кои што неограничено количество на време би потрошиле или ресурси да студираат медицина. Медицината станува раритетна и во Европа. Вие предничите со тоа. Финансискиот сектор, вие имате моćни компании кои можеме да разменуваме ноу-хау. И двете заедно држави можеме да бидеме посилни. Как Република Северна Македония се справя с икономическата криза в последните месеци? Неодамна ме праша исто на националните медиуми во Скопје, кај нас, ние имаме монетарна власт која што е за почитување. Значи монетарната економија или монетарниот систем е многу стабилен и тоа беше огромна заштитна подлога или слој во контекст на одржлива економија и на фискалната власт.
македонските банки се едни од најдобрите во регионот по основ на прудентност, чисти кредити, не знам, раст на актива и многу мајки банки и од Словенија, и од Грција, и од Западни, и од Бугарија имаат сериозно остварени профити од делувањето во Македонија. Сега тука ако имате стабилен девизен курс 30 на години, ако имате умерена инфлација, имаме покачување, но е тоа умерено. Можеме и за тоа после да поговориме. Баш ќе биде добро да размениме искуства и со бугарските економисти во тој контекст. Ако имаме од друга страна банки кои се во континуитет профитабилни, тоа генерира многу поголема слобода на државниот апарат да може да се задолжи и да може да ја абсорбира кризата. Знаете, во економска криза единствените шокови ги извлекува или ги привлекува на себе државата. И нормално е државата во такви шокови да ги привлече негативните елементи и таа во тој контекст зема одредени дополнителни заемувања кои што се во рамките на лимитите и ги инвестира или ги пласира вбризгува во економијата. Дали тоа не знам како беше во Бугарија. Ние во периодот 20-21 имавме голем дел на субвенции за хотели, за услуги, субвенции за плати за работниците кои не работат. Едноставно државата реши да вложи во делот на субституција на фиксните трошоци. И мислам дека не е сјајно, не можам да кажам дека е сјајно. Во Северна Македонија има многу нервоза во делот во граѓанството во покачување на цените. И во Бугарија тоа се чувствува, морам да го признам, јас сум Софија после 6 месеци, некаде септември бев последен пат. Но тоа може да се гледа и лошо, оптимистично, може да се гледа и да кажам лошо или песимистично или добро или оптимистично. Од оптимистичката страна, ако ги гледате Соединетите американски држави и Турција, инфлацијата која е до еден цифрен број, до 5-6%, некогаш и носи бенефити. Кога велам носи бенефити, мислам извозите на бугарскава или македонскава економија надвор ќе бидат многу поевтини во однос кога инфлацијата е на многу ниско ниво. Така да може да гледаме од две гледишта. А причинителот или виновникот на инфлацијата е самата глобална криза. Как Северна Македонија, господин Наумовски, се справя с енергийната ситуација? Виждаме повишаването на цените на енергийните ресурси. Как това се отразява върху македонската икономика? Тука беше, добро е прашањето, тука беше исто државниот интервенционизам вклучен, бидејќи државата одлучи да ги помогне стопанството и граѓаните во делот на поскапата струја на пазарот од онаа која што се продава тука. Значи негативната разлика која што беше на берзите драстично зголемена, државата овозможи ликвидност, која велам овозможи ликвидност, тука нормално играа варијабли и монетарната стабилност, и јавниот долг, купниот надворешен долг на државата кој е стабилен, и девизните резерви и така натаму. Сите тие елементи и домаќинското работење, претпоставувам сега, од гледиште, јас не сакам да бидам ниту критичар, ниту позитивист на владата, сепак го давам моето експертско независно објективно мислење, но државниот интервенционизам и влијанието со свежи пари во покривање на тие јазови беше елемент да нема покачување. Струјата се покачи за некои незначителни 8 до 10% во Македонија. Така да тоа исто така може да кажеме дека е одлика на стабилноста на финансиската стабилност.